како што можам да забележам, многу граѓанки и граѓани се одважуваат сосема слободно, без никакви огради, без никаков страв да се изразат на нашата медиумска платформа. Тоа кажува многу за нас, меѓутоа кажува и за атмосферата во земјата и во општеството, за тоа дека граѓанките и граѓаните се охрабрени да побараат вистински одговори од вистинските луѓе за вистинските теми. И да, јасно е, на сите им е јасно дека лагите убиваат. Лагите убиваат заради тоа што тие ги насочуваат луѓето кон погрешни заклучоци, кон погрешни одлуки и тие ги заштитуваат оние што ја злоупотребуваат својата моќ, било да е таа политичка или финансиска моќ, или медиумска. Затоа, еве и јас лично знам дека сите мои колешки и колеги се длабоко благодарни, упатувам благодарност и апел да се продолжи со слободното изразување, а ние ќе бидеме тука за секој поединечен апел или порака или барање или да се праша било што за било која тема. Пораките што ги испраќаат граѓаните, меѓутоа и за прашањата, кога ги прашуваме што сакаат да им порачат на власта. Многу се јасни граѓаните. Артикулирани се, јасни се, понекогаш се и вулгарни, очекувано, нели? Понекогаш се многу културни, понекогаш се многу саркастични, голем хумор има и во нивните одговори. Во најголем дел од пораките до власта е да си одат. Тие пораки не е само една порака во еден петок, туку има низа такви пораки. Во секој петок на граѓанскиот форум тие пораки се повторуваат. Што побрзо да си заминат, дури имаше една смешна. Абе нека украдат све прво, па после да си заминат на рад, да не остават нас. Бараат поништување на законот за зголемување на 70% за функционерските плати. Фрустрација со НАТО стандарди. Да се сликаат што помалку, што повеќе да работат и нивните успеси да не ги прикажуваат, како на пример еден граѓанин што напиша да не се прави кадај од тенекија. Една од посаркастичните пораки од граѓаните е тоа. Желни се за час поскоро преговори за членство во ЕУ. Што значи? Да се расчисти криминалот, значи што побрзо за да може да се отворат и тие прашања, преговорите со ЕУ. Едно од барањата беше и поголеми вработувања на луѓето кои што се невработени, а се факултетски образувани. Различни се барањата, меѓутоа една постојано се повторува, да си заминат. Интересно, нели? Антициганизмот кој што во изминатите неколку дена, изминатиот месец може да се каже, не цел месец, малце е во пораст, почнувајќи нели со несрекна изјава на Филип Петровски, кој што нели сам одлучи таа тема да се затвори, така остана се затвори. Продолжија нативе неколку дена се појави тест на матура по мајчин јазик, во кој што не имаше една содржина во кој што ромите се представени како неработници, што вичкаат буканти, кои што се невидливи за државата, затоа што немаат државјанство и лични документи, и сето тоа Министерство за образование се правда дека тој таков текст и тест не постои во државната матура, но за редакцијата на Цивил медија познато е училиштето кој што го даде тоа тестирање. Многу интерес нели на матурата и резултатите, ќе почекаме да завршат сите тие резултати, па потоа ќе објавиме за кое училиште се работи, затоа што очигледно надлежните институции или не сакаат, или па немаат алатки како да откријат за кое училиште се работи, кое што направи интерно училишно тестирање. Конкретно е последниот како од војната во Украина што ќе решеше за 24 сата, еве го сега дигна, како да дигна раце, сега се пренасочи кон израелско-иранскиот конфликт, меѓутоа и тука како на толку силни зборови дека ќе му помага на Израел, дека ќе чествува да извршна наредба за сад војската е на готовност, меѓутоа се колеба да донесе таа последна наредба за да почне да действува, и тоа колку што ги следев анализите што ги прават во светот е главно поради две точки. Првата е
што најде на негодување во самата мага база. Негови најблиски соработници, големи поддржувачи на Make America Great Again, како Банон, се против вмешувањето на САД во војната на Израел со Иран, се плашат пред се дека тука ќе им се случи втор Ирак, како ни го нарекуваат. Знаме дека по самото прашање јавно имаше разидување меѓу Трамп и портпаролкава на Стейт департментот. Тоа е едната јавна работа поради Трамп во моментов се уште се колеба. Денеска даде повторно неговите фамозни 2 недели што ги потребува толку често, даде 2 недела временска рамка за да разговараат со Ирак пред да почнал да действува. Здраво, добре дојдовте во новото издание на Колегиум. Овој Колегиум вам ви ги носи сите најинтересни, најважни теми во текот на изминатите 7 дена, кои се објавени во вашиот и нашиот граѓански интернет вестник Цивил Медија, а се разбира и во другите медиумски платформи на Цивил Центар за слобода. Тоа се интернет вестниците Dreit.mk на албански јазик, greencivil.mk на македонски, албански и англиски јазик и Civil Today на англиски јазик. Тоа се интернет вестници кои се специјализирани во повеќе области, меѓу другото во борбата за против дезинформациите и пропагандата, борбата против говорот на омразата и лажните наративи. Ова се интернет вестници кои ги носат најважните вести и ги мониторираат трендовите во земјата, во регионот и во светот, вклучително и на зелените вредности, зелените теми, а се разбира и меѓународната политика, војните конфликти, интеграцијските процеси и низа други важни процеси и настани, кои едноставно не можат да му побегнат на будното око на тимовите кои работат на овие интернет вестници. Но она што можеби е најинтересно да почнеме денеска е токму отвореноста на оваа платформа кон граѓанките и граѓаните. Секој петок, како што знаете, имаме форум, граѓански форум, со едно прашање кое секој петок се повторува, а тоа е прашањето што имате да им порачате на властите, што имате да им порачате на оние што носат одлуки за вашата добробит, за вашиот живот. И тоа е нешто што очигледно е дека им беше потребно на граѓанките и граѓаните. Тоа е нешто што и во секој работен ден заедно со прашањето на денот е простор каде што ние слушаме, читаме, дознаваме многу работи токму за луѓето, за сите што се засегнати со политиките и практиките на властите, било да се на централно или на локално ниво. Исто така, сите теми, сите прашања кои се однесуваат на животот на луѓето и во поширока смисла на зборот, за вредностите, за одлуките на одредени политичари или пак за однесувањето на одредени политички или други ентитети. Во петок имаме форум, граѓански форум, во кој луѓето можат да ги прашаат властите одредени работи, тоа што најмногу ги мачи или тоа што ги интересира, тоа што не им е доволно јасно. Што правиме ние? Нашата екипа тоа го собира на едно место и го објавува, но тоа не е се. Најважните прашања, оние кои се добро формулирани, кои се однесуваат на поголема група луѓе, макар што и тоа не е пресудно и нека биде и само еден човек е значаен за нас, ние тие прашања ги упатуваме до релевантните институции. Доколку прашањето е насочено кон одреден политичар, јавна личност или институција, ние тоа го упатуваме таму каде што треба и чекаме на одговор. И не само што чекаме, бараме одговор во името на граѓанките и граѓаните. Значи, ова специјализирана интернет платформа, каде што зборуваме за демократијата, човековите права, за борбата против лагите и пропагандата, е истовремено и широка платформа, граѓанска платформа за интересите на секој поединец или секоја заедница во земјата.
Затоа не се колебајте, уште денеска. Погледнете што сме прашале и како сме го поставиле прашањето. Погледнете другите што прашуваат и прашајте го вие она прашање што мислите дека е поважно од сите останати. Нема неважни прашања, нема глупави прашања. Има само глупави одговори кога политичарите сакаат да избегаат од одговорноста. Ние тоа што можеме да го направиме, да ги притиснеме да бидат поодговорни, потранспарентни и да го дадат вистинскиот одговор кој може да ги подобри состојбите, кој може да го подобри животот на граѓанките и граѓаните. Со оваа идеја, со оваа мисла го почнувам овој колегиум со моите колешки и колеги во малку скратен состав, но тоа не значи дека медиумската платформа има скратена содржина, напротив, лом направија моите колешки и колеги во текот на изминатите 7 дена, тоа можете да го проверите ако кликнете на некоја од нашите веб страници, но да не должам и со тоа мислам дека ви е сосема добро познато. Јас би сакал да ја прашам мојата колешка Дијана Тахири, здраво, и кажи ни малку за граѓанскиот форум. Што ги интересира граѓанките и граѓаните? Што прашуваат, што кажуваат, што споделуваат? Што ги боли? Здраво на сите. Сметам дека поголемиот дел од тоа што и јас сакам да го споделам со јавноста, и со моите колеги кои што веќе знаат, секој поставува прашање, секојдневно на нашата платформа граѓаните тие прашања се јавни, може да се видат како што се јавни и одговорите во коментари. А одговорите што ни доаѓаат по пораки, тие исто така ги објавуваме во нашите текстови што доаѓаат по прашањата на денот, кои се поставуваат првично на Facebook профилот, па страницата на Цивил Медија, па потоа се снима видео, значи посветуваме многу внимание на прашањето на денот. Па потоа се прават и реакциите од минатиот ден што одговориле граѓаните. И они тука можат и самите себе да се прочитаат. Јас можам да кажам, например, за пораките што ги испраќаат граѓаните, меѓутоа и за прашањата, ајде да почнеме за пораките. Кога ги прашуваме што сакаат да им порачат на власта граѓаните. Главните има многу се јасни граѓаните. Значи артикулирани се, јасни се, понекогаш се и вулгарни, очекувано, нели? Понекогаш се многу културни, понекогаш се многу саркастични, имаат голем хумор има и во нивните одговори. Во најголем дел од пораките до власта е да си одат. И таа порака, мислам, тие пораки не е само една порака во еден петок, туку има низа такви пораки и во секој петок на граѓанскиот форум тие пораки се повторуваат. Што побрзо да си заминат, што побрзо да си заминат. Дури имаше една смешна, нека украдат све прво, па после да си заминат на рад, да не остават нас, например. Бараат поништување на законот за зголемување на 70% за функционерските плати. Бараат лустрација со НАТО стандарди, например. Велат да се сликаат што помалку, што повеќе да работат и нивните успеси да не ги прикажуваат, како, например, еден граѓанин што напиша да не се прави кадаив од тенекија. Една од посаркастичните пораки од граѓаните е тоа. Барат желни се за час поскоро преговори за членство во ЕУ. Што значи? Тие бараат да се расчисти криминалот, значи што побрзо за да може да се отворат и тие прашања, преговорите со ЕУ. Бараат, едно од барањата беше и поголеми вработувања на луѓето кои што се невработени, а се факултетски образувани. Значи, од различни се барањата, меѓутоа една постојано се повторува, да си заминат. Интересно, нели? Ајде да видиме минатиот петок, најблиску до сега, а веќе и денеска почнаа многу да коментираат и но тоа ќе го ставиме за следната недела, ќе ги читаат реакциите сами граѓаните на нашата платформа, да не се враќаат на страницата. Да си заминат, велат, и да кажат колкава е реалната инфлација,
велат нема веќе пораки, не сакаме да порачуваме нешто, ќе ги добијат пораките на изборите. Велат дека народот ги бира, но народот и ги менува. Тоа е главната порака од минатата недела. А што се однесува да еве прашањата на денот, оваа недела имавме доста интересни одговори, тие секако може да си ги прочитаат сами граѓаните на медиумската платформа, но и на Facebook. Имавме прашање од, например, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во изјава пред новинарска изјава пред новинарите, пред јавноста, изјави дека стапката на криминалот, откако се тие дојдени на власт, откако е актуелната власт дојдена, е намалена, дури мислам дека каже и некаков процент. Но граѓаните не реагираа позитивно на оваа негова изјава, бидејќи не се чувствуваат ниту безбедно, ниту сметаат, ниту чувствуваат некаква безбедност и дека е намалена стапката на криминалот, што може читателите да прочитаат и на нашата медиумска платформа Цивил Медија, но и на Facebook, да ги прочитаат и своите одговори и на другите наши читатели и граѓанки и граѓани. Имавме 7 години од договорот во Преспа, но граѓаните сепак не чувствуваат дека имаме некаква стабилност. Пак и тука се бара што побрзо да се пристапи кон преговори за членство во ЕУ, а тоа значи дека треба да се отвори уставот и да се внесат тие што се чувствуваат како што се чувствуваат бугари или како и да е, во случајот се бугари. Имавме и прашања и за најновите случувања, светски случувања, а тоа е војната помеѓу Израел и Иран, и тука веќе се поподелени прашањата, одговорите, мислењата и чувствата на граѓаните. Едните се за, другите се против, едните се зошто Иран, другите се зошто Израел. Сепак и ние како медиумска платформа и како организација посветивме многу време и на информирање на јавноста, бидејќи и овие информации треба многу внимателно да се бираат, да се бираат од каде доаѓаат и како да бидат пласирани на нашата платформа, а затоа сите работиме, но верувам дека мојот драг колега Драги ќе зборува за тоа, и ако сака и ќе се приклучам јас, секако. Да, се разбира. Само за едно мало појаснување за оние што ќе не гледаат и слушаат. Ова што се однесува до коментарите, кога ќе испратите коментари, тој е јавен, кога ќе одговорите на некое прашање на денот или во граѓанскиот форум, а кога испраќате порака во инбоксот на Цивил, тогаш вашиот идентитет е заштитен. Ние тоа го разбираме како порака до нас дека сакате да биде таа комуникација само меѓу нас и само меѓу нашата екипа и вас, односно тој што го или таа што го испраќа прашањето. Тоа мислам дека е многу јасно, меѓутоа добро е да се повтори уште еднашка и да се охрабрат сите што имаат нешто што им тежи, што мислат дека не знаат доволно, а не сакаат да се експонираат, слободно може да ни пишат и во пораки, иако како што можам да забележам, многу граѓанки и граѓани се одважуваат сосема слободно, без никакви огради, без никаков страв да се изразат на нашата медиумска платформа. Тоа кажува многу за нас, меѓутоа кажува и за атмосферата во земјата и во општеството, за тоа дека граѓанките и граѓаните се охрабрени да побараат вистински одговори од вистинските луѓе за вистинските теми. И да, јасно е, на сите им е јасно дека лагите убиваат. Лагите убиваат заради тоа што тие ги насочуваат луѓето кон погрешни заклучоци, кон погрешни одлуки и тие ги заштитуваат
оние што ја злоупотребуваат својата моќ, било да е таа политичка или финансиска моќ, или медиумска. Затоа, еве и јас лично знам дека сите мои колешки и колеги се длабоко благодарни, упатувам благодарност и апел да се продолжи со слободното изразување, а ние ќе бидеме тука за секој поединечен апел или порака или барање или да се праша било што за било која тема. Се разбира, не можеме да ги најдеме секогаш сите одговори веднаш, но ќе дадеме се од себе за да ги донесеме вистинските одговори. Исто така, може да се забележи дека се погласни се луѓето кои бараат земјата конечно да продолжи по својот европски пат. Бидејќи се повеќе луѓе сваќаат дека Европска Унија е нашиот стратешки интерес, ништо друго. Не изолација, не свртување кон истокот, туку токму Европска Унија. Таа не чека, ние само треба да го направиме вистинскиот чекор. Да продолжиме понатаму, како што кажав, екипата на Цивил Медија и воопшто на целата медиумска платформа на Цивил лом направи изминатата недела. Огромен број теми и содржини беа објавени, извонредно интересни содржајни колумни, анализи, прилози, неколку видео прилози во живо и така натаму. И кога се спремавме за таа кратка подготовка, всушност за овој колегиум, го замолив колегата Дехран да ми напише во една реченица што отприлика му е најважно. Тој ми нареди 6-7 теми. Меѓутоа, верувам дека нема никој да има толку трпение да ги помине во детали овие теми, меѓутоа исто така е важно да знаете дека сите детали во надолго и на широко, во длабочина, со факти, со изјави и со анализи се наоѓаат на Цивил Медија МК, никаде не бегаат, само треба да кликнете на сајтот и да почнете со информирање и со изградба на вашите ставови. Се разбира, тука се прашањата на денот и форумот, граѓанскиот форум, да ве вклучат и вас. Дехран, здраво, да почнеме со... Ајде ти кажи со што ти почнеме. Дали со безбедноста со која можеме да се пофалиме, дали со скандинавскиот начин на владење, дали со платите, дали со стандардот, со автобусите, со говорот на омразата или говорот на љубовта? Да, Џавир, кај нас пак ја речам, секогаш е актуелно нешто и секогаш е интересно, не може човек да го одмори. Нели, не можеш да отидеш на плажа и да си, не знам, кулираш. Но ете, ајде, јас набројав тука неколку теми за кои што би сакал онака на брзина да ги поминеме, а кој сака подетално го кажа дека може да ги најдат на нашиот сајт. Па би почнал еве со антициганизмот кој што во изминатите неколку дена, изминатиот месец може да се каже, не цел месец, малце е во пораст, почнувајќи нели со несрекна изјава на Филип Петровски, кој што нели сам одлучи таа тема да се затвори, така остана се затвори. Продолжија изминативе неколку дена се појави тест на матура по мајчин јазик во кој што нели имаше една содржина во кој што ромите се представени како неработници, луѓе кои што буличкаат по канти, кои што се невидливи за државата затоа што немаат речиво државјанство и лични документи, и сето тоа од Министерство за образование се правда дека тој таков текст и тест не постои во државната матура, но за редакцијата на Цивил Медија познато е училиштето кој што го даде тоа тестирање, многу интерес нели на
на овакво на матурата и резултатите, ќе почекаме да завршат сите тие резултати, па потоа ќе објавиме за кое училиште се работи, затоа што очигледно надлежните институции или не сакаат, или па немаат алатки како да откријат за кое училиште се работи, кое што направи интерно училишно тестирање. Тоа е вториот случај на антициганизам и третиот случај е текст на Skopje.info во кое што точно 15 пати се спомнува зборот цигани, циганско мало или цигански фамилии. Се работи за ромското мало во Топана, во кое што авторката не познат затоа што нема име и презиме кој го пишува тој текст, не пишува од кој е изворот, не се знае од каде се дојдени тие податоци, но битно е дека точно 15 пати во еден краток текст, кој што не зборуваме за текст кој што има, например, 30, 40, 50 страници, па да речеш, ајде 15 пати е и ајде некоја нормална бројка да се спомне, но да се спомне 15 пати во краток текст, кој што буквално секоја втора реченица има збор кој што содржи таков израз, малце не знам авторот што сакал да каже, но ете, оставаме на имаме нели здруженија кои што може да реагираат на таквите надписи, па такви надписи да не стануваат нормална појава во нашето општество, затоа што нели тоа било дел од некаква историја или не знам истражување. Вториот случај е Дијана малце го спомна со безбедноста во граѓаните на граѓаните, дека е нели сега на зголеми на нивои се чувствуваат безбедни. Како демант на министерот Тошковски доаѓа ден после неговата изјава дека граѓаните треба да се чувствуваат безбедни. Имавме 3 обиди за убиство во Чаир, меѓу кои 14 годишно дете, каде што луѓе се тепа, се бодеа со ножеви и сега не знаеме како завршија, дали тие имаат некакви посериозни последици, но битно е дека повторно само ден по изјавата веќе се чувствува небезбедноста на улиците и за жал вчера во Охрид уште еден случај на прегазена жена и тоа на пешачки, не на пешачки или не знам на улица, тротоар, каде што она излегла да шета со сопругот и некој возач ја прегази, ја усмрти на нејзини 44 години, мажот со телесни повреди заврши во болница. Тоа е она безбедноста за која што Тошковски не убедува дека е на највисоко ниво, само 3 дена по неговата изјава имаме едно убиство со возило во сообраќајна несгода и 3 обиди за убиство. Така што јас стварно не знам каде веќе треба да се чувствуваме безбедни, ако не дури и на пешачка зона на тротоар. Тоа е околу безбедноста. Следна тема која што е актуелна е случката вчера со советникот Аки Акиев во Кочани, кој што имаше обид да се пресмета физички со еден советник од владеачката партија, односно од ВМРО, кој што тој во еден момент замавнува со пластично шише и погодува една службеничка во глава. ВМРО и партиските ботови веќе трубаат за оставки, за тоа колку е неморално, како е тоа возможно да се случува во едно демократско општество и слично. И секој насилство и обид за насилство е за осуда и Аки Акиев во текот на ноќта бил повикан на информативен разговор, но ајде да напомнеме да спомнеме малце кратко историјатот што се случува со Аки Акиев и кој е Аки Акиев. Во времето кога се случува изборите, ВМРО во соработка со колегите од Инфомакс токму отидоа да се пресметаат со Аки Акиев и поддржувачите на Аки Акиев во присуство на пратеникот Левков.
ако би текнува сигурно, а мене за жал или за среќа би текнуваат многу работи, тогаш Мицкоски има јавно посочено како опозиционер во тоа време, да го запамтат убаво кој е Мицкоски. Ние после тоа имаме едно интервју со еден поддржувач на Аки Акиев, кој што баш вчера го видов, и тоа е пред 3 години, можеме денес да го реактивираме, каде што вели сравнуваме дека ќе имаме одмазди, откако доаѓа ВМРО на власти и Мицкоски. И он јасно кажува дека стравува дека ромската заедница ќе има одмазди од ВМРО, затоа што поголемиот дел беа симпатизери и поддржувачи на тогаш на СДСМ. И во моментов Аки Акиев како партија од коалиционен партнер на СДСМ, кој СДСМ нели веднаш се дистанцира од него, но моментот е што Аки Акиев се извини на Фејсбук на службеничката таа што ја удри, но сепак велам, насилството не сме да се толерира, но тука се отвара едно друго прашање. Ако не сме да се толерира, а не сме да се толерира насилството во Советите и било каде надвор од Советите, тогаш како се дозволува и се толерира насилството во собранието? Ние видовме во изминатите неколку години откако постои собранието, но еве изминатите неколку месеци каде што пратеници од владеачката партија кои што сега бараат како одговорност од насилникот Аки Акиев, не видовме барање одговорност од нивните пратеници кои што вулгарно се однесува, насилно се однесува со другите пратеници. Ние имавме ситуации каде што дел од минатото, например, може да ни текне на Арбера Деми, кога замавнува со чашата кон едни од пратениците. Па имавме случаи каде што Апасиев со дел од колегите од речи го од СДСМ имаше, па дел од колегите со ВМРО имаше пресметки, па дури и сега пред извесен период имаше снимки, слики каде што имаше цело собрание офарбано со кафе каде што замавнал со нели чаша кон пратеникот на ВМРО и сето тоа поминува нака неказнето и останато за ние како граѓани да се занимаваме и да речеме убаво му направи, не убаво му направи, и потоа се случуваат вакви инциденти во Советот, каде што цела партиска машинерија се вклучува и бараат оставка од Аки Акиев, што сега нели таму ќе одлучуваат и партиските и коалиционите партнери и самиот он како индивидуалец дали ќе има некаква одговорност, а и нели законска одговорност ќе видиме дали ќе следува од институциите. Она што исто така, само накратко да не одзема многу време, деновиве се одбележа 7 години преспански договор. И тоа толку нечујно, буквално тивко се одбележа како да не постои преспански договор. Дури од опозицијската партија СДСМ, која што го изгласа во тоа време нивниот лидер Зоран Заев, каде што е предводник на преспанскиот договор, нема ниту буква напишано за преспанскиот договор, немаат ништо кажано, ниту патриотите кои што нели рекоа ако дојдеме на власт ќе го укинеме тоа ниту северна, ќе станеме нели пак Македонија, никогаш северна. Ниту никогаш северна, а ниту тие што го донеле, што го подпишале и го поддржуваа преспанскиот договор, и едните и другите како да се договорија да го премолчат и да си го прослават во кругот на семејството. Буквално така дојде, значи нечујно, така, фамилиарно, дома да си го прослават и толку. Она што уште едно сега, ова е од Соња како предлог да го спомнеме и тоа дека ние ќе треба да ги исплаќаме 85.000 евра адвокатите на Мијалков. И јас сега си велам, поевтино ќе не кошташе воопшто да не го затвореа.
воопшто да не отвореле предмет против Мијалков, затоа што на крај граѓаните немаат никаква корист од неговото апсење, напротив имаат штета, затоа што ќе треба од свој џеб да плаќаат 85.000 евра. И тоа е она кое што ние како граѓани, воопшто јас не сакам да му ги плаќам адвокатите на Мијалков, напротив, Мијалков треба да си ги плаќа адвокатите, а ако веќе треба некој донел таков закон, треба тие адвокати да ги плаќаат тој што го донесе тој закон. Во случајот пратениците, они гласаат таков закон, они нека дадат од своите плати кои што си ги зголемиле, не знам, 78%. А ние како луѓе кои што не сака да ни ги зголемат платите, нели, од 400 на 500 евра, стварно не знам дали имаме пари своји да му дадам на некој што им вози Ферари и оди во Монте Карло. Да плаќам од свој џеб адвокатите на Мијалков и на крајот денот, повторно ќе речам, поевтино ќе не кошташе воопшто да не го судат. И на крај ова би завршил со една, не знам, порака, кој што сега во моментот ми се појави за донации за еден човек, млад дечко од прилика мој возраст, кој што бара пари за лекување од канцер во Турција, за кој што му требаат околу 100.000 евра или нешто така слично. Ако веќе мора да собираме донации, да собираме донации за политичарите, да може да шетаат и да остваруваат билатерални средби, а државата е таа што треба да им ги плаќа лекувањата на пациентите кои што треба да се оперираат од тешки болести во странство. Дај да ги смениме донациите, ние да донираме за политичарите да може да шетаат, а политичарите државата да ги плаќаат операциите во странство. Тоа мислам дека би било најфер како опција. Да, добра идеја, извонредна иницијатива. Јас мислам дека политичарите кои начело со првите луѓе на власта одат во странство со огромни ентуражи од 50-60 луѓе, вклучително и нивни членови на семејство, блиски соработници, поддржувачи, инфлуенсери и така натаму. Може да очекуваат, може да се договориме да почнеме акција за собирање донации за нивните фантастични дипломатски подвизи, а тие да него чепкаат државниот буџет за патувања, туку да го насочат кон лекување на нашите сограѓанки и сограѓани во странство за операции кои се невозможни да се изведат овде, или пак за други битни потреби на луѓето, за поправка на училишта, за подобрување на здравството, за подобрување на инфраструктурата и така натаму. Тоа е одлична идеја, Дехран јас ја поддржувам. Мислам дека и ќе се согласат политичките елити, бидејќи знаат колку се дарежливи граѓанките и граѓаните и што мислат за нив, особено за нивните робусни, да употребам еден таков термин, робусни дипломатски операции. Ти благодарам, Дехран. Ја, ако може да се вратам на еден момент малку порано од твоето сепак екстензивно елаборирање на темите кои ги покриваше во текот на изминатиот период, во изминатите 7 дена, кои не се единствените да им откриеме или да ги подсетиме нашите читателки и читатели. А тоа е дека ти си многу коректен. Дискриминацијата, дискриминаторниот, инфламаторниот говорот на омразата, говорот во кој луѓето се нарекуваат со политички некоректни изрази. Тој е неприфатлив во секоја варијанта. Не 15 пати, не еднаш, во 100 страници, никаде такво нешто не смее да има, особено ако се работи за медиум, особено ако се работи за ентитет кој претендира да биде во јавната комуникација.
Тоа е забрането со закон. Не само што не е коректно, не само што е неприфатливо во етичка смисла на зборот. Тоа е забрането со закон. Забрането со закон е да ширите говор на омраза по етничка, верска или расна основа. Тоа е кривично дело ако го правите. И заради тоа очајно е, во очајна состојба е системот кој не само што не се занимава со санкционирање на таквите појави, туку не ги ни препознава како такви. Говорот против ромите денес ќе биде говор против вас утре. Политичките елити мораат час поскоро да сватат дека оваа игра што ја играат, со толерирање, со слепило во однос на говорот на омразата, на дискриминацијата, на сегрегацијата, ќе им се лупне нима од глава на подолги патеки. Не е секој политички профит долготраен. Тој може да се претвори во сериозна загуба. Се разбира, во губиток е самото општество, најголем губитник се граѓанките и граѓаните, но и тие елити кои мислат дека можат вака да си го поминат политичкиот и животниот век со омраза, со слепило, со игноранција, со ароганција, нема долго да им трае тоа. Заради тоа што во еден момент ќе се соочат со испразнета држава. Држава која има тивки, огорчени луѓе, кои ништо не ги интересира, кои се полни со омраза и во еден момент може да се оддадат на спиралата на насилство. Заради тоа, јас не би бил толку пријателски настроен кон ајде помалку или повеќе. Нема, ни најмалку не смее да има говор на омраза. Ни најмалку не смее да има дискриминација. Ни најмалку не смее да се шири омразата и да се повикува на насилство, било на социјалните мрежи или во медиумите, а да не зборуваме за политичките контексти и институции. Се разбира, има уште многу да се зборува за ова. Фала ти што толку будно внимаваш на сите тие појави. Те молам, продолжи да ги известуваш граѓанките и граѓаните за секој таков потег, а оние што не знаат или подзаборавиле, треба да знаат дека во составот на Цивил работи мониторинг тим за дезинформации и исто така во него спаѓаат и во доменот на задачите на тој мониторинг тим спаѓаат и хибридните закани, сајбер нападите, говорот на омразата, пропагандните наративи и така натаму. И тоа во едно нека биде и покана да не известувате, да не испраќате докази за таквото однесување на било кој ниво од било кого. Драган, последно најмалку значаен, ти си нашиот прозорец кон светот. И мислам дека е повеќе од потребно да се повторува постојано дека во овој поврзан свет, секој настан на било која земја, точка од земјината топка во било која земја, таа не мора да биде соседна, битно може да влијае на животот на луѓето на било која друга точка на планетата, бидејќи ова е поврзан свет, технологиите и односите меѓу државите во економијата, во одбраната и во сите други области значајно влијаат на севкупниот живот. Заради тоа сметам дека е супер важно што го почнавме и оној мини серијал Дупло еспресо со тебе во живо секои 2-3 дена во утринските часови. Да не должам, кажи ни кои се главните работи за кои пишуваше овие денови. Се разбира само еден мал избор од тоа, бидејќи ако почнеме да ги набројуваме сите теми кои ти ги покриваш на дневна основа, ќе одземе многу време, а на граѓанките и граѓаните на нашата публика ќе им остане многу малку за читање. Заради тоа
да бидеме пократки и да видиме кои се главните настани во земјата, во светот и како тие реперкуираат во нашата јавност. Па како што рече, се што се случува во светот, сме засегнати сите, меѓутоа, оскано целото случување, на крај пак се доаѓа до Америка и Трамп. Како да го свртиш, каде нешто се случува, се е поврзано со председателот на Соединетите Американски држави. Конкретно е последниот, како од војната во Украина што ќе решеше за 24 сата, еве го сега дигна, како да дигна раце, целот се пренасочи кон израелско-иранскиот конфликт, меѓутоа и тука, откако на толку силни зборови дека ќе му помага на Израел, дека ќе учествува да извршна наредба за сад војската е на готовност, меѓутоа се колеба да донесе таа последна точка за последна наредба за да почне да действува, и тоа колку што ги следев и анализите што ги прават во светот е главно поради две точки. Првата е што најде на негодување во самата мага база. Негови најблиски соработници, големи поддржувачи на Make America Great Again, како се викаше Банон, Стив Банон, да? Стив Банон се против вмешувањето на САД во војната на Израел со Иран, и се плашат пред се дека тука ќе им се случи втор Ирак. Тако ни го нарекува. Знаеме дека по самото прашање јавно имаше разидување меѓу Трамп и портпаролкава на Стейт департментот. Да, добро. Да. Тоа е едната, можеби главна работа поради Трамп во моментот се уште се колеба. Денеска даде повторно од неговите фамозни 2 недели што ги потребува толку често, даде 2 недела временска рамка за да разговараат со Ирак пред да почнал да действува. Колку ќе трае и ќе траат овие 2 недели, ако имаме предвид дека на 28 мај Путин му даде 2 недели да се изјасни дали ќе прекине војната во Украина или Вашингтон ќе преземе одредени мерки. Путин му даде повеќе пати по 2 недели. Да, еднаш му е како 2 точно, онака повеќе пати му даде ултиматум. И сега последно, како нешто го замолуваше Владимир, му наложуваше да не пробува да посредува меѓу Израел и Иран, туку да се посредува во кај него во Русија. Меѓутоа и покрај тоа повторно даде некој одложување само затоа што не е сигурен како ќе го прифатат неговите во самата републиканска партија, во самата негова мага база. Меѓутоа, како што аналитичарите сметаат дека на крајот на краиштата, колку и да се противат што и да направи Трамп, на крај тие ќе го поддржат во неговата база. Втората работа, што може би уште позначајна, е поради тоа што Трамп се плаши од неуспех. Експертите во САД не се сигурни колку бомбата која нарекуваат блокбастер, уништувач на бункери, ќе биде успешна. Таа именно до сега не е тестирана. Може би на некои полигони, меѓутоа во реалноста не е тестирана. И сето тоа со конфигурацијата на теренот, таму каде што е подземната нуклеарна индустрија на фабрика и што и да е за збогатување на ураниум на Иран, не се сигурен дека ќе успеат да го уништат. Може би, како што тврдат, може би само ќе успеат да ги урушат подлиците и нешто слично, меѓутоа тоа многу брзо ќе може да биде поправено и нема да биде на
што сака и Израел да постигне, и Трамп неколку пати што се повикува на неговото тврдење, на неговите изјави дека Иран не смее да има нуклеарно оружје и програми. Сега, он како што им наложил на војни заработници дека интервенцијата на САД мора да зависи од тоа колку тоа ќе биде успешно. Во ситуација очигледно не се сигурни ни тој, ниту тие што му ги даваат извештаите за тоа што може да се постигне. Така да и во мага базата и од експертиве им оставаат повеќе поголемиот дел од работата да се заврши, и најголемиот дел од работата да продолжи Израел да се врши сам. Знаеме дека и самите знаат дека нема такво оружје, освен можеби некои стратешки нуклеарни, кои во моментов не знам кои би се усудил да ги употреби, меѓутоа таква конвенционална муниција што може да разбие таму, да навлезе и да уништи таа нуклеарна постројка, сега нема. Тоа се во главно причините за кои Трамп се уште се колебе, веќе видиме и после овие 2 недели што ги даде како ултиматум, дали повторно ќе даде уште еден ултиматум, па уште еден ултиматум, како ќе се одвијат работите, веќе во наредниве денови ќе бидеме сведоци. А се тоа исто поврзано стана како сврзани садови низ целиот свет, па од друга страна фокусот целокупен фокус на Трамп свртен кон израелско-иранскиот конфликт има импликации на украинската одбрана од руската инвазија. Немаат подолг период, немаат достава, Европа реагира споро и Путин си дозволува веќе да дава ултиматуми за завршување на војната со кои безмалку звучат како безусловно предавање на Украина, да престанат да се борат, Да, добро, тие наративи кои како да ги диктирал Путин ги слушаме постојано уште од времето кога водеше председателска кампања сегашниот американски председател. Тие наративи се уште се присутни кај врвот на републиканците, пред се кај Трамп, кој жив радосен се пофали дека Путин му се јавил да му честита роден ден, а пази не му го честитал денот на армијата, само роден денот му го честиташе. А нели по случајност се совпадна тие два датуми. Да. А денот на Русија им го честита Стейт Департмент. Аха, да, а денот на Русија му го честита. Тоа се наистина кулминација. Додека они си разменуваат чест поздрави и честитки, множество се поправо со баражи од комбинација на дронови и ракети ги гаѓа украинските градови, украински штамбените делови од градовите, има цивилни жртви целодневно. Последната беше вчера вечер рано ноќта на Одеса. Претходно знаеме дека имаше страшен напад на Киев, каде што имаше последниот биланс беше 28 мртви. Вчера Зеленски по напуштањето на самитот го спомена на жртвите. И веќе кога спомнав и самитот, да кажеме дека самитот на Г7 во Канада, на самитот изостана соопштение заедничко за Украина. Дадоа какво такво некое собарање за деескалација на судирот на Блискиот Исток, додека беше кратко додека престојаше Трамп таму, Трамп на брзина се отиде и после тоа они Европа плюс Канада очигледно без Трамп, без Америка не можат ништо да направат. Изостана целосната подршка, изостана заедничкото соопштение за подршка за Украина, што на крајот и го примера и
и Зеленски да се отиде порано од самитот. Тоа пред последнава недела, особено последниве неколку дена од недела, тоа би било главно. Иако ова што го зборуваш, да, меѓутоа, иако ова што го зборуваш звучи обесхрабрувачки, јас сепак би кажал дека Европа, Европска Унија, дел од водечките земји во Европска Унија, се порешени, се повеќе искажуваат решителност да бидат на линија на моралната одговорност и на линија на потребата од вистинска одбрана на Европа, не само на Украина, туку на Европа воопшто и на одбрана на демократијата. Ја мислам дека работите во таа сфера се движат во позитивна насока. Особено знаеш дека ние сме како организација дел од Defending Democracy Global Initiative, исто така и од програмата која произлезе од оваа иницијатива наречена Westminster Alliance for Ukraine, каде што се гледа дека спремноста да се поддржи Украина до крај, се додека треба и се додека трае до нејзино потполно и целосно ослободување и постигнување праведен мир, тоа е повеќе од јасно и мислам дека тоа е добар сигнал. Без оглед на тоа колку и на кој начин Трамп ќе се однесува кон најжестоките воени конфликти, односно од проблемот број 1 во светот, а тоа е Кремлин и нејзиниот диктатор Путин. Гледав, не знам дали го споделив со тебе едно видео од подкастот Times Radio, лондонскиот Times Radio, кој прави интервју со професорот Влад Микненко, кој предава на Оксфорд, колку што се сеќавам. Него прашува хостот, кој исто така е фантастичен, домаќинот на подкастот, го прашува дали верува во тоа дека Трамп е руски шпион. И тој му вели, ја сум ги читал дека сите теории на заговор и сите теории за тоа каква е врската меѓу Трамп и Русија и Путин и така натаму и КГБ, односно ФСБ. Меѓутоа морам една работа да кажам. Трамп не се однесува како руски шпион. Затоа што руски шпион би се однесувал подобро, попаметно, поитро и поефикасно отколку тоа што го гледаме во однесувањето на Трамп. Много суптилен, духовит одговор кој мислам дека заслужува внимание. Ако јас не успеам викендов, ќе ти го пратам тебе линкот, може да споделиме, да го споделиме тој дел од подкастот со нашата публика. И се разбира со линк, ако сакаат цело да го видат. Да. Добро, ја би сакал да знаат сите што не гледаат или слушаат, а не пропуштаат, бидејќи не треба да се пропушти. Мислам дека е добро да им кажеме дека нашите колегиуми, оние што се не пред камера, него оние што се редовни дневни колегиуми, некоја знаат да траат долго, но никогаш не траат волку долго. Така што ако сакаат ако сакаш ти или Дехран или Дијана да додадат уште нешто, да ги слушнам или да ги слушнеме, да се слушнеме меѓу себе, или ако не, тогаш полека да привршуваме со ова издание на колегиум. Подобро да привршуваме, зашто ако почнем да додавам, никош нема да завршиме. Па да. Океј, во ред тогаш. Дијана, Дехран, Драган, фала за ова фантастично, информативно, навистина информативно издание на колегиум, навистина
научив или се подсетив на доста детали и вам, драги читателки и читатели, слушателки и слушатели, се разбира гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете во контакт. Ние сме секогаш отворени, ние сме секогаш тука за вас и тука сме заедно да ги подобруваме состојбите, да го подобриме нашиот живот во оваа наша земја. Чао!